od moj jagol. Mislim, znači postojam. Се почесто се говори за загриженост и несигурност. Секој ден е исполнет со мали и големи неспокојства. Токму тоа е можноста, постојано и повеќе да се учи, да се живее, да се твори. Погледот кон иднината е исполнет со сомнежи и со многу страв. А стравот, тоа е пример на чувство на кое никој не е имун. Стравот е душевна состојба, потребна и корисна, што може да стане и штетна доколку е постојана и повторлива. Тука е значајно и препознавањето на стравот и давањето некоја димензија за него. Стравот живее во секого. Тоа е страв од животот, од изгубеноста, од лишеноста, од сигурноста и каков ли уште не страв. Околу него се движат секојдневните грижи, маки, одењето ни стрњето ни животот. Денес стравот е се поприсутен во нарушувањето на равнотежата на општеството, во несигурноста на работното место, во нестабилноста на љубовта, во некултурниот однос на околу и слично. Не треба да се запостави ниту стравот од мракот и многуте животни. Стравот од нешто што допрва доаѓа. Велат, има решение за се, па така и стравот се победува и може да стане неоправдан. Веројатно, честопати во себе ке си повторите, се плашам дека нема да го добијам тоа што го очекувам, а всушност ќе го добиете по некој ден. И оттука, основата на стравот лежи во тоа да не се биде на висината на очекуваните ситуации и предизвици. Животот на човекот не е ничија собственост, но се чини дека поради економските интереси може да се изгуби. Страв да се успее во животот, страв од среќа, остварување на соништа и многу други прашања поврзани со страв. Страв од иднина. Всушност, тоа е стимулирачки страв кој тера да се употреби внатрешната сила, која едноставно потикнува кон нешто повозвишено и надеж кон подобро. Вистинскиот страв е всушност во расправиите за искуствата на зрелоста. Има страв од нешто од кој извира чувство на слобода, на самокритика, а тоа веќе е трето прашање. Например, да проговорам за светлото. Стравот од светло всушност го представува стравот од соочувањето со нешто неопипливо, но што погодува на еден друг поинаков начин. Стравот што се раѓа постепено и подмолно е нешто малодушно и опасно. Тоа обично напаѓа од ненадеж. Така е со светлоста, а против стравот одговорот е еден. Силата лежи во секого и од тоа зависи како ќе се победи, поточно нема да се дозволи стравот да ја окупира душата. Надминувањето е во тоа сами да го направиме и при тоа да го претвориме во едно поинакво чувство. Значи, независно од тоа дали се работи за стравот, за непријателски расположените луѓе, за болест, за стравот животни, повеќе и не е важно. Стравот си е страв, внатрешен, кој треба едноставно да излезе на површината, да се тргне и да се чувствува посилно и посигурно во однос на негативностите што едноставно обкружуваат и обстојуваат. Стравот е само една променлива категорија. Треба да се знае кој е постојан господар, а кој променлив слуга. Македонско радио. Омразата се појавила на самиот почеток на човековата историја. Љубомората денеска, како и омразата поради општествениот статус, поради богатството, парите и другите вредности, ги тера луѓето едни против други. Сепак, мора да се напомене дека љубомората е само една од многуте причини за омраза.
Честопати се случува омразата да ја разгорува незнаењето и стравот. Оние со предрасуди ги искривуваат, ги извратуваат, погрешно ги интерпретираат, па и ги игнорираат фактите што се спротивни на нивните однапред создадени мислења. Така, едно мислење вели дека историјата е одговорна за многу културолошки стереотипи, но и нашето лично минато е одговорно за многу наши предрасуди. Тука си и оние што едноставно веруваат дека тие што размислуваат поинаку од нив не вредат. Ова мислење може да се заснова на една непријатна средба со некого од друг град, од друг тип и слично. Од тука доаѓа избрзаниот заклучок и непријателските чувства. Не ни се допаѓа и тука е крајот. Нетолеранција имало и кима, а се изразува на многу начини, па и преку насилство. Јасно е дека причините за омраза се многубројни и сложени. Сепак, значи ли ова дека не постои начин човештвото да се спаси од неа? Може ли нешто да се направи за да се надминат недоразбирањата, незнаењето и стравот што раѓа омраза? Кругот на омразата се побрзо се врти околу нас и е потхранет од незнаење, од нетолеранција, меѓусебно непочитување и пропаганда. Тоа е јасно за сите, но како да се искорени, односно барем да се ублажи? И покрај тоа што некои направиле лошо во животот и можеби не може, еве да речеме, вие да им простите, обидете се барем на некој начин да му возвратите на тој со пријателство. Велат, само љубовта во времето во кое денеска живееме може да ја победи омразата која се шири се побрзо и се повеќе во нас, но и околу нас, меѓу нас. Иако скептиците ја отфрлаат идејата дека со љубовта може да се победи омразата како безнадежна, како идеалистичка и непрактична, сепак со многу примери е докажано дека токму љубовта успеала кај многу случаи да ја победи омразата. Ако омразата може да се научи, разумно е да се прифати дека таа може да се проучи. Затоа, за да се надмине непријателството и да се победи омразата, потребно е пред се многу повеќе меѓусебно почитување. Ако нанесам неправда или возвратам со неправда, ќе започнам круг што секогаш ќе води до нова неправда. Ова е само една од запишаните мисли на која се одговара мощно едноставно. Никому не враќајте зло за зло. Спорот може да се отстрани ако се научи и усоврши само контролата на оние ваши себични желби. Со самото тоа што ќе се преземе иницијатива да се биде пријателски настроен и да им се помага на другите, може да се премости јазот во комуникацијата и да се отстрани недоразбирањето. Не е логично да се смета дека ние сме најдобрите, подобри од другите, бидејќи сите заедно сме секако и подобри и посилни, зависно од способноста и секако од сопствениот карактер. Многу е повредно да се сака, отколку да се шири непријателство и омраза, но кај нас тоа се помалку се сваќа гледајќи во оваа наша сурова сегашност. Време е за будење.